Петошно издание на политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски и денеска ни е денот за гости. Така е. Денеска гостин е вице-премиерот во техничката влада сега, во оставка, како се вика тоа? Не е оставка. Не е оставка. Техничка влада. нема оставка. Како да во заминување. Така е, така е, така е. Господинот Бојан Маричич. Бојан Маричич. Инаку и поранешен добро познат лик од граѓанскиот сектор, профилиран како експерт во европските интеграции. Затоа и секретар за меѓународна соработка на СДСМ. Поранешен министер за правда исто така, советник на премиерот Заев за надворешна политика. А сегашен член на изборна единица на листите. Кандидат. Бојан Маричич, денеска разговараш со еден наивен ентузијаст, како што сака Сашо да каже, во однос на европските интеграции, и со еден циник во однос на имаме вистинска мешавина да ставаме на Македонија во европските интеграции. И може би добро е тоа ти двака да ни појасниш на ти, ако може. Исклучиво. Да ни појасниш која е реалната перспектива на Македонија во европските интеграции. Реалната слика е секогаш негде помеѓу, веројатно тука таа точка меѓу кај некој тука што не се гледа. Таа точка меѓу цинизмот на Сашо и твојот ентузијазам. Јас сум исто екстра ентузијаст, дури во парламентот често и некои пратеници на левица и ВМРО ме викаат еврофундаменталист, кога сакаат да ме нападнат, но ја го сваќам тоа како комплимент. При тоа, знаете како, има Македонија е држава која што како ретко друга држава имала потешкоти на тој пат. Имале сите. Значи имале и оние, да не се враќаме или може и да се вратиме назад, па да анализираме како тоа Велика Британија била 10 години блокирана од Франција во 60-тите години и не можела да стане членка на ЕУ до 73-та. Од апликацијата нивна е 63-та направена, дури 73-та стана. Де Гол, кој што мислел дека не припаѓа Британија таму. Тоа се вечни дискусии. Што потоа и се потврди, пате би речено, по избор на самите британци. Се потврди по избор на британците, меѓутоа очигледно таа дилема останала и кога влегла Британија во ЕУ како отворена тема. Исто како што била дилемата решена многу бргу во корист на Источна Европа по падот на Берлинскиот зид, дали припаѓаат тие држави во Европска унија. Бидејќи има внатре дел од државите кои што ја гледаат ЕУ како еден клуб на ексклузивни, богати, демократски развиени држави, кои што држат до некои вредности многу повисоко од овие од Источна Европа и дека тоа така мора да остане. Преовладува сепак мислењето дека тоа е еден паневропски проект, кој што треба да внесе во себе, да зграби, да проголва што повеќе држави, дека само кога се проширува може да се смета, може да успее. Кога стагнира, кога не се проширува, обично оди кон распаѓање, кон проблеми и некои викаат дека и резултатот со Брекзитот е всушност затоа што немало амбициозна агенда за натамошно проширување. И јас не сум човек кој што сака розово да ги гледа работите, особено не во ЕУ, затоа што низ годините научивме по потешкиот пат дека не е ништо розово и не ни е ништо дадено на тацна и дека за се треба да се бориме. Меѓутоа, од друга страна пак мислам дека има еден облак од лажни вести, приказки, теории на завор, дека ние имаме некоја друга опција подобра или пак дека може да се измисли некоја друга и подобра опција. Таква опција нема и ние треба да го сватиме овој пат како наша борба. Наша борба и во ЕУ, со оние држави кои што мислат дека не е ни Западен Балкан, може би не припаѓа таму. Има и такви поединци, политички структури што го мислат тоа. Како што мислеа до вчера и дека Украина и Молдавија не припаѓаат таму. Добро, ма кога кажувате дека до 2030 ќе може да се стане член, на основа на што? Бидејќи вака кога се слушаат вестите од Брисел, оваа дилема дали припаѓаме, не припаѓаме, ако припаѓаме, кога би припаднале, тоа е доста магловита една ситуација. Ние без дилема припаѓаме. Бриселските дискусии, бидејќи често сум таму и проваѓам доста време таму,
Бриселските дискусии се двозначни. Едното таа дали припаѓаме е помалку присутна. Ние припаѓаме и тоа не е спорно. Се повеќе е присутна како тие да функционираат со 30 или 32 држави. Тоа е вистинското прашање. Јас почнав последно време да одам и во евроскептични држави. Значи не само во оние држави што ни викаат како Австрија, Словенија, Хрватска, кои што викаат вие денес треба да бидете членки и нас не е убаво кога го слушаме тоа. Меѓутоа, интересно е да се чуе, да речеме, гледиштето од Копенхаген, што викаат сега сакаме да разговараме за ова. По прв пат сакаме да разговараме за проширување после долго време, заради ситуацијата во Украина. Да ги чуеме во Париз, каде што секогаш многу тешко ја отвараат темата за проширување. Ние мора да ги слушнеме сите. Никој нема дилема дека припаѓаме во ЕУ, има дилема како Европска унија да функционира нормално со повеќе членки. Нашата како до 2030 се е прашањето. Балканските држави мора да ја држат таа агенда жива и да инсистираат на тоа да има јасен план. Тоа не е ништо дадено. Никој во Брисел нема да му текне денес дека мора да нацрта план до 2030 за нашите држави да станат членки. Тоа е наша задача, што ние на секој состанок, на секоја средба, на секој разговор ја отвараме како тема и викаме: ништо од ова што кажувате не ни треба, ниту е битно, ако не ни дадете јасен план како да влеземе во догледно време. Како тоа да не изгледа некоја далечна бајка. И затоа 2030 е нешто што сме го лобирале, политички сме го притискале за да го изговори, еве прв пат Шарл Мишел на Блецкиот форум да каже дека треба да се гледа тоа како некоја точка за индикација на нови членки. Добро. Ајде сега да оваа меѓународна тема ја измиксаме со домашни настани. Да преведеме. Една од теориите што некои од странците ја кажуваат е дека всушност, бидејќи условот за влегување понатамошно продолжување преговорите е промена на уставот, дека тоа е всушност можда единствена кој ВМРО ДПМН направи влада. Бидејќи без разлика како ќе поминете на изборите и така натаму, факт е дека ако СДСМ биде мандатар за новата влада, ние ќе бидеме во истата ситуација со истите пратеници од ВМРО, патен биде речено, кои што исто така кандидирани и сето тоа, и процесот не се гледа зашто и како би напредувал понатаму ако ВМРО остане во опозиција. Дури препознавам кај некои од овие, да кажем, западни наши пријатели и некои многу битни стратегиски пријатели, така една наклонетост кон тоа да ВМРО прави влада, бидејќи мислат, а мислам дека добила и ветување од ВМРО, дека проблемот со уставот е решен, штом направат влада. Како гледате на тоа? Мислам како влада и ти како гледаш на тоа? Тоа е, Сашо, реприза на 2006 година. Тоа е една дилема што имаше, берувам, Джилијан Миловановиќ, тогашната американска амбасадорка, да се подсетиме од на нашата политичка историја. Дека веројатно и тие кабли што излегува и текстови тогаш, во еден од тие текстови, од Викиликс се разбира, во еден од тие текстови токму се чита една анализа дека има решение, можности да се реши спорот со името, со тоа што тогаш ВМРО би било на власт и имале исто такво ветување 2006 година дека тоа бргу ќе се реши. Несреќата е што имаме веќе 15, скоро 20 годишно искуство од тогаш, 18 годишно. Историјата не учи дека тоа се едни ефтини трикови на ВМРО ДПМН, кои што се користат само за да ја омекне меѓународната заедница, за да биде ВМРО ДПМН некаков прифатлив партнер што не беше во изминатите 8 години за формирање на влада. Со тоа што со една лажна надеж дека така би се релаксирале односите во општеството, би се фокусирале на реформи, агенди и така натаму. Меѓутоа, тоа видовме дека како идеја прво кратко траеше, од 2006 не стигна ни до 2008. Второ, ВМРО никогаш не било способно да се соочи сериозно со европските предизвици и блокади, па и со евроатлантските предизвици и блокади. И траумата од нашето вето во Букурешт ја претвори во една долготрајна државна политика, која што наместо да не подучи дека времето не работи за нас и дека компромисите треба да се направат, дури е свежа ситуацијата, затоа што тогаш имаме подобри услови за компромис, ние го одложивме компромисот 10 години и го решивме под понеповолни, полоши услови за Македонија. Исто така,
од тој период меѓу 2006 па некаде до 2014 имавме постојани ветувања на ВМРО, на владите на ВМРО ДПМН на меѓународната заедница дека само уште овие избори да поминат и одма после тоа ќе биде се во ред. Еве се имаме до година локални избори, така? Па ќе биде ај само тие да поминат и после така се влегува во онаа ВМРО-вска логика на секоја година да имаме избори. Добро, денешен Катимирини инеко констатира дека веќе се влошува ситуацијата по Преспанскиот договор, грчки Катимирини, затоа што ги читаат изјавите на ВМРО-вските... Не, затоа што Мицковски рече дека нема да го користи... Меѓу другото. Имаме три фактори во оваа кампања поврзано со ова прашање од страна на ВМРО. Тоа се Мицковски кој што го кажува што го велите, Силјановска која што пробува да има една поблага верзија, помека, па да рече, па да, ние сме членки на НАТО, па да, ама како станавме членки на НАТО? Мора да ги почитуваме стандардите, францускиот предлог еднаш е добар, еднаш може подобар, еднаш не мора да го менуваме за да ги оствариме нашите цели. И имаме една тврда ВМРО-вска линија што ја презентира Александар Николовски пред некој ден. Сите има луѓе што се избезумија колку била тврда таа линија на Николовски. Јас мислам дека тоа всушност е искреното мислење на ВМРО ДПМН. Дека Николовски го кажува тоа што навистина го мисли ВМРО ДПМН и што планира да го прави. На што конкретно? Имаше една емисија на која што гостуваше господинот Николовски кој рече дека нема шанси, нема сила што би ги натерало да гласаат за уставните измени, дека се сигурни и убедени дека можат да преговараат повторно со Бугарија по добар договор и дека ќе инсистираат на тоа, на реципроцитет, да се регистрираат сите партии и здруженија таму Европски Сојуз. За асиметричност практично. Така, и всушност се враќа онаа тема што ние сме ја решиле во два наврати со уставни амандмани. Дали и на кој начин ние како држава ќе се грижиме за политичките структури на македонците надвор од Македонија. Значи не збориме ние да имаме нели културна размена, помош за чување на идентитетот и така натаму. Меѓутоа грижа за политичките партии и структури на македонците, ние од тоа сме се откажале затоа што сме биле обвинети за неправедност, за иредентизам и во уставот се два пати коригирано тоа. Многу одамна. И сепак на крајот успева да наметнат темата и овие избори повторно ќе се водат на таа идентитетска тема, зашто тие добиваат голема поддршка од граѓаните, а не на другите теми за кои вие се обидувате да артикулирате, а кои што се врзани за економско, социјално и така. Пред да поминеме на тоа, кои се консеквенците по Преспанскиот договор ако тоа биде така, ако официјални представници на владата велат Република Македонија во своите идеи? Што се случува? Само ќе завршам со ова конкретен одговор на прашањето на Саша. Доколку се поверува во оваа сладка заблуда за ВМРО ДПМН, дека они ќе биле конструктивни и ќе завршат работа, нас не очекува еден 10 до 15 годишен период на изолација и внатрешно пропаѓање и назадување во сите елементи. Тука да немате дилеми. И затоа мислам дека е битно овие избори да се изнесе ова не само како дилема, туку и како политички линија на политичка борба кој која граѓаните мора да се изјаснат. А во однос на Преспанскиот договор, ВМРО ДПМН е секогаш својата политика ја темели на еден натрешен непријател, тоа се обично овие предавници, соросоиди, албанците и така натаму, и надворешен непријател, тоа се обично соседите. Грција беше и играше таа улога долго време. Со Преспанскиот договор тоа го решивме. Новата улога таква има Бугарија. Стишани се тие релации во моментот, но бидете убедени дека во моментот кој ќе почнат било кој или би почнале било кои официјални лица од наша страна да не го користат нашето уставно име, Грција има легитимно право да каже дека ние сме во длабоко кршење на Преспанскиот договор и да превземе чекори предвидени со Преспанскиот договор, блокада, застанување на нашата европска интеграција и така натаму. А исто така нашите односи со Грција значително се подобрија во изминативе 5 години. Значи ние имаме и економска размена, и меѓучовечка размена, и културна размена, и судовите во Грција го признаа македонскиот јазик, значи тоа се работи што биле незамисливи претходно. Се сеќавате 2008-2009 се броеше кој одел во Грција на одмор, кој не одел. Денес е тоа смешно воопшто да се отвара како тема.
ние може повторно да влеземе во тие филмови неминовно, бидејќи Грција ќе ја заостри реториката, ако види дека ние ноншалантно не почитуваме ништо што сме се договорили, Да, што ма сме на тоа овие потпишале. вика, да, ма и они ништо не Баш почитуваат. ние гајле, они може да кажат. Не, ама не е така дека ништо не почитува. Ние сме станале членка на НАТО. Грција е најголем поддржувач на нашиот евроинтегративен план. Дорам неќе да смени таблата со која пише Скопје. Па видите, Тоа ние, прочуе да табла ја е не сакам тоа. да ја бранам Грција, но сакам да ви кажам, и сме имале едно ниво на толеранција за некои неправилности или не имплементации, затоа што сме имале генерална разбирачка дека сме го решиле крупното прашање и проблемот. А тоа е дека они се согласиле да воопшто нема никакво допирање на нашиот јазик и идентитет како македонци, а од друга страна ние сме прифатиле да ставиме географска одредница на името на нашата земја. Ако се фатиме за такви работи, они може да кажат, па добро, ваши неколку спортски федерации немаат сменето, се уште не го користат името на државата. И сега, ако влеземе во тоа, ќе најдеме ние детали кои што ќе не доведат до тоа да речеме, окей, има многу точки што не се почитуваат. Меѓутоа, до сега сме имале генерална разбирачка дека има добра волја и дека некои работи со тек на време ќе се решат. А дали сте помислили некојаш дека можеби попустливоста и не е толку ефикасна во тие релации, бидејќи знаете како они гледам од ВМРО ДПМН па има друга теза, ќе види на крајот тоа го прави Вучич. Ќе затегнеме, па потоа чекате концесии од страна на И меѓународната многу заедница. далеку стигна Вучич. Добро, така. окей. Не мислам дека е тоа попустливост. Тоа е една поинаква стратегија на решавање на споровите и нека е поинаква несогласувањето. стратегија. Да ги заостриш односите за да потоа Ние ти сме имале дојдат таква на ситуација. рака за да ти речат па добро ајде сега дај Вие се сеќавате да спириме дека- топката да видиме што треба да го решиме ова. Вие се сеќавате дека ние не дозволивме да влезе еден европратеник од Бугарија и еден пратеник од Бугарија кои што беа дојдени со намера да провоцираат тука и да ги разгоруваат односите. Се сеќавате дека имавме неколку ситуации каде што постапивме према оние клубови што се отвара преку институциите на еден начин на кој што се прекина таа пракса на провоцирање на населението на нашите граѓани не е основано. Значи не е дека ние не сме покажале кога имало потреба такво нешто. Меѓутоа генерално стратегијата наша никогаш не била на креирање на тензии за да ги смируваме после. Еве една од точките на планот што го спомнавте, на тој план што го презентира од ВМРО беше иако реално немаат никаков реален план, беше да добиеме милиарда евра од Европската унија за да профункционираат односите за проекти. И дел од луѓето во Брисел велат, па знаете, тоа е супер рецепт во вашиот регион, секогаш кога ќе ви зафалат пари да направите една тепачка, навидум да се скарате и да побарате милиарда евра. И тоа ако трнеме така, ние ќе треба да плаќаме за балканските пресметки цело време. Нашата цел, особено со владата на Кирил Петков, беше една нормализација на односите и соработка во повеќе полиња што нема да ги сведе односите само на ајде да збориме сега за историските прашања. Историските прашања се само еден домен од нашите односи. Меѓутоа има многу студенти наши што одат студираат во Бугарија, има многу луѓе што сакаат да тераат бизнис или работат бизнис таму. Значи да воспоставиме една нормална соработка како со секој наш сосед, за да може односите да добијат друга содржина. Добро. И се тоа звучи многу разумно и рационално и веројатно има и во одредени области прилични успеси во тоа. Меѓутоа, вие сега дојдовте во ситуација да тврдите дека анкетите што ги прави ВМРО, ДПМН или не знам кој ги прави таму, дека се уствари фалсификат, а дека народов, гласачиве ќе имаат многу поинаков став од колку што анкетите го покажуваат. Не ви се чини тоа малку стварно како едно чајничко сценарио на 3 недели, 4 пред изборите, или на вистина мислите дека имате поддршка, мислите како партија така натаму да истуркате нова една изборна фаза во која што ќе имате добар резултат. Јас сум убеден дека граѓаните, повеќето граѓани на Македонија, не сакаат да видат ретроградна власт на ВМРО ДПМН, дека не се подготвени да поддржат такво нешто. Во тоа сум убеден. И дека често се борат со чувството меѓу оној страф од ретроградна власт на ВМРО и разочараност од некои наши политики, тоа е веројатно така. Меѓутоа убеден сум исто така
дека се повеќето граѓани прифаќаат дека правецот во кој што оваа влада ја движи државата е поправилен отколку правецот во кој што би ја движел влада на ВМРО-ДПМН. И овие денови, не само овие денови, ние сме свесни дека има голема незадоволство, дека луѓето живеат тешко, дека има големи негодувања во врска со владењето на правото, судството, нема правда, нема... Значи, сите тие теми, нивото или сите, колку силно или колку до крај се бориме со некои коруптивни појави, коалициски партнери, се тоа сме свесни. Ама исто така сме свесни дека граѓаните најмногу веруваат дека оваа влада и СДСМ и коалицијата може да донесат, да испорачаат таа европска идеја што граѓаните ја сакаат. И тоа во догледно време. Ние и за НАТО пред 10 години можеби некој не мислел дека тоа научна фантастика, дека не можеме да станеме брзо членка на НАТО. Станавме веќе 4 години и тоа сме кредибилна членка на НАТО. Истото мислам дека можеме да го изработиме со Европска унија. Ако не губиме време, ние денес да се навратам пак на првото прашање за да одговорам на ова. Затоа што тоа суштината на сето тоа. На крајот и да формирате влада, вие ќе се закочите на истата оваа ситуација. Не се согласувам. Проблемот е што граѓаните не гледаат таа Европска унија, изгубена е вербата. Па после јас сум бил цидик. Добре, се менувате од време на време. Не е значи дека не ја гледаат. Тебе баш со Борјан и видов и на социјалните мрежи. Полекано сигурно ние отвараме некои теми и некои работи. Не знам дали е тоа европскиот проект за Преспанскиот регион. Дали се тоа оние 30.000 млади луѓе што отишле преку Еразмус оваа година на размена. Дали се, не знам, 100 милиони евра за земјоделците. Немојте да мислите дека јас сум посетил лично десетина фирми кои што добиле сериозна финансиска помош од ЕУ. Не знам, сега да не ги спомнувам, да не ги рекламирам, не знам, Вива, Сокови... Ама уставни промени, неуставни промени и парот постои. Да, меѓутоа, тоа е минорна помош во однос на тоа што ние можеме да го земеме и можеме да го добиеме. Не можеме ние да се помириме со фактот дека Босна и Херцеговина ќе ги почне преговорите. Еве, колегите од Молдавија и Украина ни ги бараат материјалите од нашиот скрининг како позитивни примери за тие да го тераат нивниот скрининг. И ние да им помагаме нив, секако со срце ќе им помагаме, а ние да стоиме во место и да викаме немаш да одиме понатаму зашто не ќеме бугарите да влезат во уставот. Па тоа нема никаква логика. Ние ќе имаме уште милион прашања за отварање тука. Ако закочиме на оваа тема, само да му одговорам на Сашо, 3 пати го поставува прашањето. Јас сум сигурен дека е клучно ВМРО-ДПМН и нивната деструктивна политика да не преовладат по овие избори. Ако таа политика на викање не на сите и на се преовлада, тогаш сите ќе почнат да викаат не. И нема да се случи никогаш промен. Напротив, мислам дека таа политика мора да биде поразена и убеден сум дека ќе биде поразена и дека нема да формираат влада, ние ќе победиме, нема да формираат влада и ќе бидеме столбот на наредната влада, за да може и во ВМРО-ДПМН да се отворат вистински прашања, теми и промени, која е нивната политичка платформа. Јас сум сигурен дека не може да ви биде единствена политичка платформа да дојдете на власт и да викате не. Како може? Како може? Може, меѓутоа тоа граѓаните ништо добро нема да видат. Граѓаните имаат многу кратко памтење, Боја. Мислам, зашто правиме муабет? И тоа не го кажувам за овие граѓани, го кажувам за сите граѓани во светот. Инаку за анкетите. Анкетите се само еден индикатор за стилот на владење на ВМРО-ДПМН, кој што се назира уште одамна, сме го виделе, сме го осетили на своја кожа, го гледаме сега како се одвива преку една машинерија, инженеринг. Знаете, вие борбата со анкетите било секогаш тука. Не е лоша таа стратегија, значи да се влезе како победник на избори и да се тоа прошири и така натаму, тоа е прилично добра стратегија. Сега јас да не ги навраќам, може да ги пречуеме телефонските разговори кај што истите овие актери, дел од нив што прават анкети, се слуша како им се нарачуваат и на кој начин ќе ги спроведуваат тие анкети и после тоа беа и делот приказната во случаите што излегоа од тие разговори. Сакам да кажам, ништо непознато ние не слушнавме, дека ВМРО ги пумпа анкетите во своја полза и тоа медиумски го пласира. Тоа го знаат сите. Сега само се верификуваше и се потврди на дело. Дали тоа нас ни гарантира дека
овакво сме подобри од нив, не, меѓутоа кажува, ги буди една граѓанска јавност, една свест, дека овде на вистина се работи за различни концепти, за еден демократски концепт, кој што ние го промовираме, во кој што нема потреба да измислуваме анкети. Дајте да видиме кои се проблемите, што ние сме спремни да жртвуваме политички, за да успееме нешто за оваа држава да мрднеме напред, па после на крајот на кришта, ако ќе има некои подобри, секако дека ќе дојдат на власт. Но сега не е тој момент, јас сум убеден во тоа. И јас верувам дека граѓаните ќе дадат поддршка. Не важиот проблем со Европската унија, пак ќе се вратам на тоа, на таа дисторзирана слика за перспективата кон Европска унија. И ајде да прашам, гледам вчера или денеска парламентот и Европскиот совет постигнале согласност околу тие 6 милиарди кои треба да му се дадат на Балкан. Што се тие пари? Како ќе се даваат? Второ, што е таа сега ќе станете членка, ама постепено ќе станува, мислам, порано темата Европска унија за граѓаните беше битна затоа што имаше некаква идеја за тоа што значи да се зачлениш, да бидеш член на Европска унија и така натаму. Сега тоа е... Не, нашата цел со овие прво оваков план за раст е нешто што ние сме го барале. Ние како да зборам како држави од регионов. Јас ќе добиеме пари како што тоа ќе го објаснам. Значи, ние сме барале да не се чека денот на зачленување за да граѓаните овде видат некакви поконкретни придобивки од тоа до сега што го имаме. Минатата година, значи од ситуацијата во Украина, отварањето на преговорите, она што 22 овде се случуваше, сето тоа влијаеше Европска унија да направи еден план за раст, со кој што ќе врзе дополнителна финансиска помош од 6 милиарди за целиот регион, до 27 година треба да се реализираат. За нас има отприлика некои 850 милиони евра. Со реформи кои што се врзани со зелена и дигитална трансформација, владење на право и правосудство, поголема фискална контрола и транспарентност и борба против корупција се разбира и реформи и во делот на образование, градење на кадри, социјална политика и така натаму. Реформите ги врзуваат со парите. На секој 6 месеци веќе правиме некој реформски план кој што е при крај, го праќаме, они ни враќаат забелешки, ама овој месец тоа ќе се заокружи. И на секој 6 месеци државите членки ќе гледаат извештај до кај сме со реформите, ќе речат да, овие добро тераат, дајте им уште 80 милиони евра. Ама тоа не е врзано со уставни промени. Тоа не е врзано со уставните промени, иако Бугарија се обидува да го врзе, меѓутоа ние сме се избориле тоа да не биде така, затоа што мислиме дека не е фер. Но ќе дојде една точка каде што нема да можеме понатаму да се движиме не со овие пари, туку генерално со текот на преговорите, затоа што сите други ќе напрестират. Добро, дури ни со овакво решение што го нуди ВМРО ДПМН, кое вака звучи лепливо, прифатливо. Да го смениме уставот, ама да важи од кога ќе не примат во Европска. Тоа се Сашо, тоа не се реални предлози. Тоа се предлози на правени на како да кажам, за замајување, за забава, за да се дискутира. Тоа има главниот предлог. Ама не е сериозен. Тоа е темелот на она што го ветуваат и зашто лепат гласачи. Добро, тоа е. Затоа јас се обидувам дека скапо ќе ги платиме, да објаснам дека скапо ќе ги платиме тие заблуди на ВМРО. Тоа е заблуда која што ни се сервира како изговор на ВМРО зошто да не влезе во уставните измени. Добро звучи, морам да признаам. Супер звучи и за мене и јас би рекол да, тоа е. А зошто да не може? Затоа што прво е премногу. Ние сме разговарале на таа тема со Бугарија, уште кога почна процесот, уште со тие германски предлози, португалски предлози и така натаму. Тие теми биле дискутирани. Меѓутоа, крајно е прво несериозно ние да отвориме една точка на дека сега ќе го промениме уставот, а тоа ќе важи некогаш, со намера да ја натераме Бугарија да не блокира ништо друго. Бугарија, ако сака во тој процес, ништо не ја обврзува да не извади некои други теми. Може еднаш дневно да не блокира. Ништо апсолутно не ги обврзува. Мислите дека ќе биде важно дали ние на крајот од процесот ќе ги донесеме тие, ќе стапат на сила ако во меѓувреме имаат милион начини како да не спречат
Напротив, јас мислам дека единствен начин да ги трнеме крупните прашања од маса со Бугарија е да ги завршиме уставните измени. И така завршува крупниот спор таму. Крупното вето сака. Крупното вето, токму тоа. Бугарија веќе нема да има сила да наметне второ вето. Што е право и ова едва и помина. И ова едва и помина. Затоа велам, да. веќе нема да има сила политичка, ниту разбирање да наметне второ вето на било кое друго прашање. Затоа што во текот на разговорите ние бевме прашани од французите кои што го беа медиатори. Кое е за вас најважното прашање? Нас ни го поставија. Ние рековме да не се разговара воопшто на темата македонски јазик, туку да се прифати така како што е. Македонски јазик без фусноти и додавки да се стави во документите и да покаже Бугарија на дело дека нема против со тоа што ќе подпише Фронтекс на македонски јазик. Они дадоа една нота, тоа си меѓутоа го потпишаа договорот и тоа си помина. На прашањето кон Бугарија, што е за вас најважното прашање, тие рекоа да влезат бугарите во македонскиот устав во преамбулата. Значи, ако ние веднаш сме побарале и сме го добиле тоа со македонскиот јазик, не можеме да кажеме сега вие ќе чекате 5 години, 7 години, 10 години колку ќе биде членството во ЕУ. Мора крупниот спор да се реши сега, за да ние во понатамошна фаза бидеме ослободени од идентитетските прашања и да се занимаваме со тоа дали имале право да учат или не имале, тоа ќе го решиме, како што имаат сите други заедници тука. Историските прашања ние може да ги врземе само со историската комисија. Нема Бугарија начин и можност да каже, знаете што, затоа што за историските прашања не се прават EU бенчмаркови по кои ќе не оценува Европска комисија. А по тие оценки после се прават извештаите и се отвараат, затвараат поглавијата. Не можат они да кажат Гоце Делчев не сте го разгледале, сега ќе одлагаме. Нема веќе да има крупни прашања за кои што ќе не блокираат ако ова го решиме. А одлагањето на ова прашање за не знам колку години само го ја не држи во истата, по истиот проблем, во истата дилема. Колку е председателот на државата во позиција да поддржи, да канализира? Ова го прашувам затоа што имаме во суштина ќе се сведе изборот на двајца кандидати. Или ќе биде Гордан, или ќе биде Стево. Тој дуел веќе сме го гледале и само што се актерите во меѓувреме постари 5 години. И мислам за тие 5 години видовме кој е Стево Пендаровски. Јас лично не кријам дека мислам дека он за оваа функција за која што се кандидира е супериорен во однос на госпоѓа Гордана Сињановска-Давкова. Меѓутоа заради партиската поддршка која што има госпоѓа Гордана, веројатно дека шансите се прилично, како да кажам, се влегува во еден надпревар, особено во вториот круг. Има ли председателот на државата воопшто некакво влијание врз сите овие работи? Сега се трудам да звучи ова наивно прашање, ама колку он може да го поддржи или да го расипе процесот? Оти ги гледаме изјавите по тие прашање и на кандидатите се за разбира дека председател. може. Еве, од една може да ги земеме и двајцата председатели во изминатиот период во македонско-бугарските односи, Радев и Пендаровски. Значи каква улога имаше Радев и каква улога има Радев. И мислам дека клучното заострување на односите дојде токму во периодот кога тој ја контролираше владата, таа техничка влада и таа негова агенда. Што повторно доаѓаме до слична ситуација. Да, малку е поинаку зашто го сменија малку е уставот поинаку, меѓу време околу тоа како се составува таа влада, но небитно. Сакам да кажам, имаше периоди кога исклучиво председателот бугарски Радев диктираше темпо и тоа имаше сериозни последици. Од друга страна, Пендаровски можеше да влезе во таа игра, да се надпреварува со Радев во тоа кој денес ќе каже по жестока изјава. Нормално тоа го правеше многу дозирано и умно. Од друга страна, направи се внатре, тоа можам да го посведочам и лично, дека направи сериозни напори да уставните измени прво, текот на уставните измени биде конструктивен и не се отворат 10 други прашања што ќе ги закомплицираат дополнително и онака комплицираните процеси за тие уставни измени. И второ, дека успеа да допре до сите кјошиња на политичкиот спектар за да им се обрати на да проба да направи една кохезија. Нормално ВМРО ДПМН имаше еден непоправлив став и тоа им беше стратегијата, иако имаше и таму луѓе кои што не размислуваат исто, иако не се одважиле да го кажат тоа јавно. Така што клучно е според мене
тонот и политичкиот правец што ќе го дава претседателот на државата во идниот 5-годишен период за односите со било кој сосед, со сите соседи, затоа што ние имаме комплицирана ситуација во регионот во однос на соседите. Испрема Грција, испрема Бугарија, испрема Србија и Косово, и тој сооднос меѓу Србија и Косово, со Албанија ни се во моментов најдобри односите, но никогаш не можете да знаете. Она што сакам да го кажам во врска со двајцата кандидати, дека ние го имаме Пендаровски како еден сериозен претседател, кој што веќе 5 години е претседател. Имаме јасен правец на државата со него, нема отстапен од ниту еден од оние принципи за кои сме се залагале сите овие години, и со него сме на сигурно и знаеме што ќе се случува и можеме да се надеваме и да веруваме во стабилност и европски правец. Од друга страна имаме Силјановска, која што гледате дека секојдневно прво почна се појавува со Иванов заедно по настани, што е за мене супер, затоа што се разоткри тоа што го тврдам јас од самиот почеток, дека Гордана Силјановска е една бледа копија на Ѓорги Иванов. И тоа ќе биде истата политика. Тоа ќе биде само малку полоша. Само веројатно малку полоша, со поголеми последици во односите, затоа што и таа и Иванов, јас ги знам многу добро бидејќи студирав на правниот факултет и кај неа сум слушал и предавања и сум полагал, кај Иванов не он предаваше на политички науки, меѓутоа знам каква им беше тоа е убава, една убаво спакувана демагогија и измама, која што демагогија се продава после тоа како слободарство, како некаква слободоумност, а во суштина тоа е еден тежок политички конзервативизам кој што и на убаво спакува национализам, кој што во суштина не нуди ништо прогресивно и ништо ново. Има граѓаните во големо мнозинство се за Европска унија, остануваат да бидат, но бидејќи е таа перспектива замаглена, велат добро кој ни брани да се справуваме со корупција, да можеме нормално пасоши да извадиме, лични карти и т.д. и т.д. Зошто тоа не може да се прави на страна уставните промени? Затоа што е СДСМ на власт. Не, практични прашања за СДСМ. Немојте така, не. Значи, видете, ние 30 години до сега да можевме да ги решиме сите овие прашања сами, или да речем така, да имаше волја кај сите политички фактори. Зошто тоа многу ме интересира и мене приватно, зошто не може да ги решиме сами? Еве 30 години точно е дека не можеме да ги решиме. Па не можеме да ги решиме, да. Јас зошто може да разговараме посебно, меѓутоа јас мислам затоа што секогаш е борбата меѓу тоа што го говориме и стакаме да го постигнеме и тоа што реално го правиме и тоа што очекуваат дел од гласачите од нас. Мора еднаш таа дилема да се разреши. Еве јас криво ми е што немаше доволно време бидејќи влеговме во предизборен период. Инаку да ги погледнавме детално тие патокази што ги зборевме за ЕУ. Таму се отсликани сите прашања што се наша болка и што ние ги дискутираме. И прашања за корупција, и ДКС, и судство. Они ви ги даваат, ни заедно. Они тие се извадени од нашите извештаи, скрининзи, значи не може да измислат они нешто што го немаме ние тука. Меѓу другите се прашањата и на балансерот, и на реформи во јавната администрација, и јавните услуги, и дигитализација, се е таму. И за се има некаков план. И тука нема да има отстапување, па која сака партија да дојде, ако сакаме да одиме. Добро, тоа може да рече добро, фала за патокаристите, еве сега ние ќе ги реализираме без вас, без преговори. Дали вие верувате дека тоа може? Зошто не? Да реализира зошто не? Затоа што немаат волја да прават тоа, затоа што имаат волја да запослат уште една енормна војска на своји луѓе по институциите, затоа што викаат дека ќе го распуштат, па не може, уште го праќаат Михајло Маневски да збори за реформи во правосудство по телевизија. Дали вие мислите дека е реално да очекуваме од тие луѓе да направат било што кога Михајло Маневски им е главниот лик што збори за реформи во правосудство? И затоа мислам дека единствен пат за ние да ги принудиме, или знам дека е тешко, немојте да мислите како било која партија лесно тие теми се наметнат. Како сериозни теми на кои што треба сите да се согласиме и да ја туркаме таа агенда без заднински игри. Не е никаде лесно. Ама еве во СДСМ се бориме и сме успеале некои теми да ги наметнеме. Јас сум сигурен дека и во ВМРО има луѓе што сакаат да ги наметнат тие теми, но кога таа партија ќе остане во опозиција по изборите, ќе имаат простор и време да ги отворат. А што ако сме во преговори, како тоа преговорите па ќе ги натераат да
Притисокот на прави. затоа што јавноста сака во ЕУ. Вучич е во Вучич е друга приказна. Сега вие не сакам цело време да правиме споредби со Србија затоа што таму прво нема такво ниво на поддршка за ЕУ. Од други причини врзани за Косово, за историјата со НАТО, бомбардирањето, значи поинаков е малку контекстот. Кај нас има ние сакаме да дојдеме повторно до таа точка во која што сите антиевропски партии и оние кои што на дело ќе се покажат како антиевропски, нема да добијат сериозна поддршка. Вучич има поголемо влијание врз СДСМ или врз ВМРО ДПМН во моментот во Македонија? Врз СДСМ нема влијание, има само партнерство и она што сме го соработувале во Трик е прашањето, бидејќи мислам дека да се кандидира Вучич во Македонија за председател побрзо ќе победи од овие сега што ги имаме кандидати. Со оглед на тоа колку толерирате да кажам да се разбира Србија ни е важен сосед со кој делиме голема историја и така натаму, меѓутоа овдека српската агенда се уште е, иако српската партија не е во коалиција со вас, во коалиција со ВМРО, имаме и српска партија во коалиција, меѓутоа знаете има разлика. Ние мора да си ја гледаме нашата македонска агенда. Дали овде секогаш имало интереси кои што се сакале да се мешаат. И Србија има и други што отворено имаат и кандидати на изборите. На истата тема. Тоа е ова што сакам да дојдеме тоа, бидејќи има и други кои што имаат. Ти беше заедно со уште еден човек во Приштина последниот пат да се видите со Албин Курти. Албин Курти вчера и завчера објави фотографија во која повторно дури со синот на Арбен Джафери слика на фотографија со таравари и така натаму. Тој се промовира, сака, станува и дури јас немам точна слика, бидејќи не можеме да знаеме колку е слушно влијателен, но гледам дека има, пак би рекол, и во Ду еден релативна вознемиреност, да не речам страф од тоа што тој може да го одигра на овдешните избори. Како ни се случува да со еден Албин Курти не можеме да се разбереме? Видете, при тоа вие му помагате да вие му во да, беше тука како сестринска партија. Неколку пати го дочекувате и така натаму, да базично ниво не можеме да се градиме искрен однос према сите тие сестрински партии, вклучувајќи и ветвендосија, односно самоопределување. Она што нас цело време ни било без разлика. Има Албин Курти влијание и директно разговара и работи со дел од нашите политичари кои што се на сцената, и тоа може и некој да го смета за легитимно и е легитимно доколку особено кога е транспарентно како што е во овој случај. Но мислам дека не може Албин Курти да има такво сваќање како нашите тукашни политичари. Затоа е секогаш добро да се разговара со нашите тукашни политичари и со нив да се гради заеднички агендата. И ние тоа го правиме и мислам да ќе го правиме и по изборите. И тогаш ќе разговаравме и во Хилтон заедно, има и слика од тоа со претседателот Ковачевски, премиерот Курти и господинот Таравари. Сме разговарали во други формати. Она што можам да го кажам е дека нас ни е важно за вториот круг на претседателски и за калкулациите околу правењето на новата влада, да имаме поддршка од сите партии кои што се искрено за европска иднина и кои што не се за тоа да влезат во... Очекувате од Курти поддршка за Петаровски, бидејќи Курти е влијателниот пап, тој е папата во опозицијската етнички Тоа ќе мора да го прашате Курти, но јас не гледам причина зошто да ја нема таа поддршка. Бидејќи сме сестрински партии, политички. Затоа што тоа може да го испровоцира Дуи да остане на дистанца во вториот круг. Бидејќи очигледно дека Аги Ахмети има голема вознемиреност, а и морам да кажам од тоа ја што го знам дека Курти е онака баш фиксиран на Аги Ахмети. Сме го разговарали со други соговорници, луѓе кои што подобро ги знаат состојбите. Јас ќе кажам, за нас тоа не е меѓулична борба меѓу политичките лидери кај албанците. За нас е многу битно да се создадат два јасни блока за вториот круг на претседателски избори и за потоа парламентарните избори, односно резултатите и формирањето на влада, партии кои што се за продолжување на европскиот пат веднаш, без никакви одлагања, грейс периоди, приказни. Таравари има 6 месеци даде вчера, ако не се лажам. 6 месеци секако ќе мора да се изведе некој процес ако и да се денес да почнеме, ќе ни требаат 6 месеци, ама сакам да кажам непотребно купување на време кое што само ќе ни донесе непотребни компликации. За разлика од вас двајцата, јас имам теза дека им е најважно да влезат во власт.
А потоа ова Ниветија, не Ниветија 6 месеци, ја еве уште 6 бидејќи сега баш еве заврна надвор, па после уште 6. Вие, Сашо, така ќе си тера, нема да имате илузии дека тука ќе има некакви условия, бидејќи Борјан сака понекогаш да ми каже дека знаеш тоа европската агенда ако не ја прифатат Мицковски, ќе си влезат на власт, кои ќе си седнат по кабинетите, после кај сега дај да видиме реалноста. Јас понекогаш се расправам со овие амбасадори од кои не имаме пријатели и така натаму. Ние ги гледаме луѓето кои што со години ги лажеа и малку повисоки нивоа да амбасадорски од тие земји, 5 пари не дава. И сега ова, ама знаеш, ветување имаме. Добро, убаво што имате ветување. Сакам да кажам, тоа ме води до следно прашање кое ми е можда и поважно. Се случи така да во јавноста е наметната перцепција дека ДУИ е главниот проблем во вас, дека вие сте ја продале државата и тоа го промивира ВМРО кое што за разлика од СДСМ барем уште 3-4 години повеќе владееше со истото тоа ДУИ, веројатно со истите методи, можеби и полоши. А како успеавте да дојдете у ситуација да таа перцепција барем не можете да ја промените? Ете, јас тоа сакав да кажам и ќе се надоврзам на ова, дека во вториот круг и генерално ние сме разговарали и претходно и сме биле во влада со повеќе албански партии, што денеска се на различни со сите кои денеска се на различни страни. Тоа не значи дека сме против било кој од нив, напротив, мислам дека сме имале секогаш можност да ги обединиме околу таа платформа за Европска Македонија и за реформи врзани со тоа. Значи ние го гледаме ЕУ како механизам за менување на работите. Како најдобар механизам за менување на работите, зашто сами не сме успеале овие години тоа да го направиме, а притисокот од страна на Брисел, притисокот од страна на граѓаните и граѓанското општество и желбата за конечно да излеземе од таа 30 годишна транзиција, јас ја гледам како шанса за платформа на партии кои што ќе формираат влада. Нема да биде едноставно да се објасни како влегувате во влада со партија која што нема никаков план сериозен за менување на работите подобро. Тоа можеби ќе се чини едноставно, меѓутоа времината се променети. Не е ова 2016 година. Околу ДУИ. Ние со ДУИ имаме 7 годишно партнерство во кое сме испорачале многу работи за граѓаните. И членство во НАТО, и инфраструктурни проекти заедно, и почеток на преговорите со ЕУ, и тешки кризи кои што сме ги изминале заедно. Го слушавте и претседателот Ковачевски дека тимовите седеле заедно на луѓе и министри, заменици министри, директори и од ДУИ, и од СДСМ и од другите партии кои што работеле на надминување на тешките кризи, и ковид, и енергетската, и економската. И сите дале еден вреден придонес. За жал, има група на политичари, како и секоја партија, така и во ДУИ, кои што придонеле за тој погрешен впечаток дека ДУИ доминира, дека има премногу. Јас разбирам дека впечатокот е таков каков што и дека сме придонеле и ние и тие со и ДУИ си добива гласови на тоа конто, на свој конто за тоа си добива, а вие губите. Меѓутоа, ние не треба да заборавиме во каква состојба на меѓуетнички односи ја превземавме власта од 2017 година, на рабна војна или на конфликт кој што кулминираше на 27 април, кога господинот Зијадин Села беше претепан од демонстрантите, кога многумина беа исто така тепани и претепани, за не ги спомнувам сите поединечно. Во една ситуација во која што ни се представуваше една платформа која треба да значи кантонизација и така натаму. Во ситуација кога година или две претходно го имавме она страшна во собранието, па и страшната епизода со диво населје, па и оние епизоди на разни конфликти контролирани. Сакам да кажам, сето тоа си е предаболиција. Значи, дојде ли Гордана Силјановска на првата задача ќе биде да се аболираат сите тие луѓе, да им се не да им се простат, да им се поништат. Тоа значи дека пак ќе почнат тие конфликти, Сашо. Да немате дилеми. Чека веројатно прво Груевски да се врати, бидејќи тој ќе биде. Да немате дилеми дека ќе влезе, не знам, тоа не верувам, ако и планира да го права, тоа ќе видиме. Но она што е сигурно е дека ќе влеземе ќе запливаме во несигурни води. Ќе се вратат оние истите, па ќе се вратени на нивните настани сите луѓе. Сакате Пешевски, сакате Гордана Јанкуловска, сакате Ставревски. Тоа кој си одлежа, кој не си одлежа, тоа е друго прашање. Меѓутоа,
дека е тоа истата метода, истата екипа и дека може да го очекуваме исклучиво истиот резултат на постојани меѓуетнички Ама тоа се тензии. истите гласачи кои што на тие избори гласаа во мнозинство за ВМРО ДПМН. Но меѓутоа И затоа што зошто би ја менувало ВМРО ДПМН на својата стратегија кога на таа платформа добива победи. Тоа е друго кој после формира влада. јас мислам Македонското гласачко тело сака тоа, сака насилно согласен сака со цврст. Па еве јас ги сака читам насилно. резултатите. ние секогаш изборни. како СДСМ сме се обраќале на луѓето кои што сакаат и слобода и демократија и мили им се и слободата и демократијата и сакаат да гласаат за такви политички опции, сакаат и да искритикуваат владата, сакаат и да дадат некој предлог што ќе им се прифати, тие се наши гласачи и ние за нив се бориме. Кога зборувавме околу албанците, Албанија се држи со нас врзана и не почнува преговори од геополитички причини, нели? До кога тоа така би можело да трае да Албанија сите? И ако трае, што ќе се случи? Тоа според мене зависи од проценката на Грција, Да. бидејќи Грција е мислам, единствена која кочи сега Албанија. во моментов да, Да. Инаку би ја одделиле. во моментот така изгледа. Јас мислам дека Грција ја чека политичката разврска кај нас и дека доколку таа не е добра, дека ќе ги држи двете држави, и Албанија и нас. Од друга страна, мислам дека доколку видат дека овде ќе има повторно проевропска влада, дека ќе овозможат да продолжат разговорите со тоа што бидејќи Грција е цело време, цел овој период сериозно заинтересирана за уставните измени, за тоа како се одвива ситуацијата и релацијата со Бугарија нормално, затоа што сметаат дека одржливоста на Преспанскиот договор на долг рок зависи и од тоа каква влада има овде и како тоа ќе се. А Бојан, И тоа може да биде посериозна регионална криза, затоа ја кажувам, бидејќи тогаш, ова е само моја анализа, не мора да биде Грција сепак ќе се каже во свое име, но Грција до сега беше најзначајната држава членка во нашиот регион на Европската унија. На крајот, Бојан, сега се сведе без разлика ова све ние што говориме, да вие дали вие ќе успеете во вашата намера да победите, да ги убедите граѓаните дека нема да се случува патот било кој Охрид Кичево да се чека со години и да е тоа една неизвестна ситуација, дека нема пак да влезат во ситуација кај што пасош и лични карти ќе се чекаат со денови, ќе биде хаос и не други работи со кои имавте проблем. Како ќе ги убедите? Која е вашата Еве ќе ви кажам како. Која е вашата порака дека тоа нема пак да ви се случи, што нови луѓе што ќе правите? Сме имале во минатите 4 години, да не одиме во 7, може и 7, меѓутоа во минатите 4 сме покажале и ефикасно за некои прашања. Се сеќавате дека имавме фази во ковид кризата кога владата успешно се справуваше со ситуација. И тоа граѓаните го препознаа. Не е тоа спорно. Исто го што го препознава тоа неспособност да се реши Охрид Кичево 50 км толку време. Исто така сме покажале на дело и во економската криза. Не заборавајте, првиот ден на оваа влада сегашна во овој состав, односно во составот во кој што ја водеше Ковачевски, кога дојдовме во новите улоги, првиот ден ни се закануваше Скопје да остане безпарно во сред зима. И сите сме биле ангажирани тоа да го спречиме и сме го спречиле. Исто така сме имале опасност да има недостаток на струја. Сме работеле интензивно и сме го спречиле. И сега да не редам вакви многу ситуации има, и ценовните шокови, и се она што сме покажале на дело дека можеме. Веројатно на овие прашања не сме посветиле доволно внимание и јас сум сигурен дека некои поуки се извлечени и дека ќе има поинаква и кадровска и содржинска политика во наредниот мандат кога граѓаните ќе ни ја дадат поддршката, а јас сум убеден дека тоа граѓаните ќе го препознаат. Секој знае дека многу категории на луѓе добија одредена помош од државата, дека никој не беше оставен на страна, дека се живее тешко, се разбира, меѓутоа и дека платите во многу сектори на иницијатива на владата се покачени сериозно. Да, не зборам, и тоа се клучни сектори. Еве, јас имам луѓе што ги познавам, што работат како воспитачи во градинка,
Имале 2017-18.000 денари, денеска имаат 40.000 денари. Образование да не зборуваме. Еве, прашете ги универзитетските професори и од УКИМ и од другите. Нешто нема протести на таа тема. Докторите исто така. Значи еве, единствена држава сме во регионов што немала земјоделски протести во изминатите години. Во Брисел има насилни протести со палење, Грција имаше блокади. Сакам да кажам, има области кои што добро сме ги менаџирале. Има области кои што сме потврдиле, тоа не е спорно, но овие кои што сме менаџирале добро ни се е поука. Јасно е тоа. За наредниот мандат да ги исправиме. Како тоа е и сега да влеземе во малце во со научените поуки и со сменети поинакви луѓе. Што се случува во СДС за да се сменат работите? Имаме уште 5-6 минути, немаме уште многу, ама брзо поминаваме. Што се случува во СДС? Како стојат работите таму? Не успеавте со Максо да ја смирите топката? Што е со Црвенковски, други луѓе, како стојат тие работи? Тоа е една мистична атмосфера во СДСМ. Нема мистична атмосфера, гледате. Благо византиска сценографија. Тоа секогаш било така. Знаете, јас кога почнував во СДСМ пред да речеме еве повеќе од 10 години, кога сум почнал повеќе да се ангажирам, некаде 2011 да влегувам во партијата, ми било од еден искусен партиски член ми беше кажано вака: немој да барате 100% унифицираност како во ВМРО по сите прашања во СДСМ. Не за џабе во нашиот назив, во нашето име го има зборот Сојуз, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Тоа подразбира дека во тој сојуз има повеќе групи кои што размислуваат можеби различно по некои теми, кои што можеби некои се повеќе фокусирани на Европска унија, некои се повеќе на партизанското наследство, некои се повеќе на некои други прашања. И некои се повеќе за бизнис правење и за овој вид, немојте. И такви групи. Има тоа во секоја партија, меѓутоа битно е да има една заедничка идеологија и заедничка мисија која што ги држи сите на куп. Тоа во СДСМ го има. Да, тоа не е спорно. И вие, јас ќе кажам само два примери во последно време, кои што отидоа ги демантираа сите овие приказни дека има некакви кавги, дека нешто еден против друг, дека се работат меѓу себе, дека има дефетизм. Ќе ви давам два примери. На денот на собирањето на потписи за претседателските кандидати, ние собравме во еден ден 22.000 потписи, валидни потписи, валидирани и поднесени во Државна изборна комисија. Во истиот ден направивме настана со 6.000 луѓе во Кавадарци и вечерта направивме конгрес. Значи покажавме едно заедништво, една сила која што ВМРО не можеше да ја покаже, не ги поднесоа ни потписите. И зошто тоа не разбравме? Зошто не ги поднесоа? Затоа што имаат двојни потписи, веројатно и луѓе кои што се потпишувале и на нотар и во ДИК. Добре, ама не е белки дека верувате дека ВМРО не може да ги собере потписи. Па зошто не ги поднесоа? Ја не велам дека не може да ги собере. Туку тие што беа валидни, што ќе ги поднесеа, ќе беа отприлика иста бројка како нашите, можеби и помалку, не знам. Можеби и повеќе, ама ќе знаевме ако ги поднесеа. Тоа значи дека правеле некој инженеринг, што пак се надоврзува на ова со анкетиве што го збориме, прават инженеринг да покажат дека тие имаат не знам каква предност, што во пракса не се покажува. И вториот исто така пример е пред некој ден имавме една величествена конвенција за Пендаровски во салата Борис Трајковски, каде што беа собрани огромен број на граѓани со прекрасна атмосфера, беа таму сите луѓе кои што се со години во СДСМ, беа и двајца поранешни лидери, и професорот Бучковски и господинот Заев. Па добро, јас колку што знам и јавно нели се изјасни дека не учествува на партиски настани. Јас колку што знам учествува во една друга партија во позадина. Не навлегувам. Значи секој има право на свој ангажман. Јас мислам дека секој претходен претседател може да даде придонес. Шекеринска исто така е активна колку што може и колку што дозволува времето. И мислам дека тоа добар сигнал. Овие два настани се одличен сигнал. Во СДСМ се е во ред и одиме да победиме на 24 може да коалицирате после избори. Со секоја партија треба да се разговара, и освен со Левица, мислам дека и ВМРО. Левица и ВМРО не мислам дека ќе бидат во тие разговори, но со Максо и со сите други што ќе влезат во собранието, ќе вреди да се разговара на платформа и на агенда што води државата напред. За крај, Бојан, бидејќи можда веќе и претеравме, не сум сигурен. Едно од најчесто спомнуваните имиња кога говори Мицковски е Бојан Барич. Што си му толку влезен
Тај на дуелот се појави. И на дуелот неколку пати и така натаму. Имате некакви односи кои што се имаат историјат или е просто те гледа како политичка опасност па нешто, не знам што. Ние се познаваме со Мицковски од преку политиката. Јас сум одел на лидерски средби, на состаноци со кога сум бил советник на председател Заев предходно. Сега во последно време сме се гледале само на настани, не сме имале интензивна комуникација како порано. Сме имале секогаш коректен и службен однос, а мислам дека честото спомнување е всушност затоа што политиката врзана со европските интеграции е најболната точка на ВМРО ДПМН. Точка кај што немаат што да понудат, немаат сериозен план и немаат аргументи. А јас секогаш кога настапувам и со нивните представници, настапувам со аргументи и тоа ми е целта. Целта ми е преку аргументи граѓаните да согледаат што е вистина, што не е, а инаку за дискусија, па и за соработка сме покажале на дело во Собранијата и со Националниот совет за европски интеграции и со пратениците на ВМРО повеќе пати дека може да се разбереме. Еве и со Силјановска како пратеник учествуваше во тие дискусии. Не знам, ќе треба да го прашате него, но мислам дека тоа е заради тоа што европските интеграции се болна точка на ВМРО ДПМН. Уште едно прашање ако дозволиш. Знам дека одиш во Вашингтон, одржуваш контакти со американската администрација. Црни листи, ќе има нешто ново на црната листа? Па не знам, тоа не зависи од мене, ниту пак јас дознавам обично кога дознаваат сите во јавноста, можеби кратко време претходно, меѓутоа не многу пред тоа. Тоа е еден процес кој што го води американскиот State Department и американската администрација. Во секој случај сакам да кажам дека е тоа корисно за нас, ни помага и во борбата против корупцијата и во расветлувањето на улогата на некои луѓе во нашето општество. Некогаш се позвучни имиња, некогаш помалку, но мислам дека ќе биде битно ние како систем да покажеме однос кон тие црни листи, како институции. И токму затоа го предложивме оној закон за рестриктивни мерки кој што во Собранието го кочи Антонио Милошевски. Се опуштивте за да изложите кој што во првата варијанта беше катастрофален, а потоа ја го поправавте. Видете, го поправавме затоа што ги слушнавме некои аргументи на експертите и требаше да се направат некои измени. Сакаме да видиме зошто да ставаме веднаш европско знаме. Сакаме да видиме плюс тоа тие рестриктивни мерки не се иако има и ЕУ своја листа на санкции, меѓутоа не се однесува на ова. Ние листата на ЕУ на санкции имплементираме веќе и против Русија и разни бизнисмени од Русија и други места. Но вистинското прашање е зошто Антонио Милошевски не го пушта законот на пленарна седница, а не зошто нема европско знаме. Еве шанса сите да покажеме на дело дека сме за борба против корупција. И кампањата почнува, ќе има афери, скандали во текот на кампањата, очекуваш? Не знам, не очекувам такво нешто, она што и мислам дека не е добро да има. Да. Подобро е да разговараме за политиките, за аргументите, затоа што мислам и луѓето се веќе уморни од таков тип на кампања која што се одвива веќе години и години. Дајте да видиме кој што има да понуди политички, кој што има од аргументи да понуди од програма, а по изборите сите афери нек се расчистуваат институционално. Бојан Маринчич доста беше. Фала ви на можност. Се гледаме после изборите, тоа ќе биде вестинската анализа, да видиме се ова што го говоревме, колку и всушност ќе остави впечаток и кај тие што и нас не гледаат. Благодариме што беше гостин. Фала ви на поканата. Благодариме.